Добар ден, драги ученици! Ова е видео лекција по предметот математика за 5-то оделение. Наставната содржина е децимални записи со десетинки и стотинки, децимални броеви и дробки. Потребен материјал: учебник, тетрадка за пишување, прибор за пишување и гума. А наставните цели се: користи децимални записи со десетинки и стотинки и разбира што представува секоја цифра во бројот. Пишува броеви со едно или две децимални места. Ученици, да се потсетиме какви броеви знаеме. Првиот број е бројот 3. Тој е природен број. Ни означува колку цели нешта имаме. Во овој случај покажува дека имаме 3 цели квадрати. Вториот број, 2 четвртини. Тоа е дробка, ни покажува помалку од едно цело. Именителот 4, во овој случај ни покажува дека квадратот е поделен на 4 еднакви делови, а броителот 2, дека сме избоиле 2 квадратчиња. Бројот 2,3 четвртини. Тој е мешан број. Самиот мешан број ни покажува дека имаме 2 квадрати и 3 четвртини, односно 4 еднакви делови е поделен квадратот и 3 делчиња сме избоиле. Минус 5. Тоа е негативен број. Негативните броеви имаат знакот минус пред себе. Негативните броеви се наоѓаат под нулата. И бројот 2,6, односно тоа е децимален број и го читаме 2,6. Во случајов имаме 2 цели квадрати и третиот квадрат го делиме на 10 еднакви делови, а боиме 6. Ученици, децималните броеви во овој случај под илустрацијата на првото дрво 3,5 и 2,4 под второто дрво ни ја покажува висината на дрвјата измерени во метри. 3,5. Бројот 3 е цел дел, опишува колку цели делови има. Запирката се нарекува децимална запирка, а бројот 5 е децимален дел. Една децимала е десетинка. Опишува колку делови од едно цело имаме, односно тоа е помалку од едно цело. Табела со месни вредности. Илјади, стотки, десетки, единици, десетинки и стотинки. Да го представиме, бројот 3,5, односно 3,5 десетинки во табелата со месни вредности. Бројот 3 го запишуваме кај единиците, бројот 5 кај десетинките. 5,35, односно 5,35 стотинки. 5 е цел дел, а 35 е децимален дел, односно 2 децимали прават стотинка и запирката се нарекува децимална запирка. Табела со месни вредности, десетинки и стотинки. Да го запишеме бројот 5,35 стотинки во табелата со месни вредности. Бројот 5 го запишуваме кај единиците, бројот 3 кај десетинките и бројот 5 кај стотинките, односно имаме 5 единици, 3 десетинки и 5 стотинки. Ученици, запишување децимални броеви на бројна низа и во табела за месна вредност. Ова е бројна низа која што е поделена на десетинки и стотинки. Стрелката се наоѓа точно на 0,9. Односно тоа го читаме 0,9 десетинки. Во табелата за месна вредност
нулата ја запишуваме кај единиците, а бројот 9 кај десетинките. Повторувам, 0,9 десетинки. Да видиме оваа стрелка, каде точно се наоѓа? Се наоѓа точно на 3,43. Односно, овој децимален број го читаме 3,43 стотинки. Да го представиме бројот во табелата со месни вредности. Бројот 3 го запишуваме кај единиците, бројот 4 кај десетинките и бројот 3 после запирката го запишуваме кај стотинките. Да ги запишеме следниве децимални броеви во табелата за месна вредност. Бројот 23,4, односно 23,4 десетинки. Бројот 2 го запишуваме кај десетките, бројот 3 кај единиците и бројот 4 кај десетинките. Односно имаме 2 десетки, 3 единици и 4 десетинки. Бројот 397,48, односно 397,48 стотинки. Бројот 3 го запишуваме кај стотките, бројот 9 кај десетките, бројот 7 кај единиците, бројот 4 кај десетинките и бројот 8 кај стотинките. Бројот 2538,56, односно 2538,56 стотинки. Имаме 2000, 500, 3 десетки, 8 единици, 5 десетинки и 6 стотинки. Да повториме. На бројната оска стрелката се наоѓа на 0,17 и тој децимален број го читаме 0,17 стотинки. И втората стрелка се наоѓа на 0,53, односно 0,53 стотинки. Ученици, погледнете ја лентата. Лентата е поделена на 10 еднакви делови. Секој дел е една десетинка од лентата. Со децимален запис, ова можеме да го запишеме како 0,1, односно 0,1 десетинка. А оваа мрежа? Мрежата е поделена на 100 квадратчиња. Секое квадратче представува една стотинка. Ученици, колку стотинки прават една десетинка? 10 стотинки прават една десетинка. Секоја десетинка е поделена на 10 еднакви делови за да се добијат вкупно 100 делови. Обоени се 28 дела. Ова е 28 стотинки. Или запишано во децимален запис е 0,28, односно 0,28 стотинки. Табелата со месни вредности покажува дека дробката 28 стотинки е составена од 2 десетинки и 8 стотинки или 0,28 стотинки. 0 ја запишуваме кај единиците, 2 кај десетинките и 8 кај стотинките. Ајде ученици да видиме колку делови од селото се обоени. Представи со дробка и децимален број. Погледнете внимателно и да представиме со дробка и децимален број. Тука имаме 4
десетинки или 0,4 десетинки. А овде 8 десетинки или 0,8, односно 0,8 десетинки. Во оваа мрежа со квадратчиња 43 стотинки или 0,43 стотинки. Овдека внимателно погледнете во мрежата со квадратчиња колку квадратчиња се обоени и ајде да ги представиме со дробка и децимален број. Имаме 98 стотинки или 0,98 стотинки, односно 0,98 стотинки. Ученици, ви благодарам и довидување.